Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, пред се почитуван народе македонски. На почетокот одма да констатираме дека пари во државата нема. Пари во државата нема за извршување на основните функции на државата. Нема пари за плати, нема пари за пензии, нема пари за патишта. И во таква ситуација стигаме до ова што денес го работиме. Владата воведува нови даноци со цел да ја полни буџетската каса. Значи, ова е со еден збор суровата реалност во државата. Државата ни е пред банкрот, веќе сме премногу задолжени, јавниот долг ни е плафон, парите на меѓународниот пазар на финансии се многу скапи, кредитите се со огромни каматни стапки и таму веќе сме лимитирани со можност за позаемување и владата посегнува по овие инструменти. Значи, во државата се воведува нов данок, иако во текстот е кажано дека ќе важи само оваа година, меѓутоа кога нешто ќе воведете и кога тоа е подпишано од ДУИ и од Социјалдемократскиот сојуз, тоа можете да очекувате, почитувани бизнисмени, дека ќе се повторува секогаш кога владата ќе нема пари. Околу самиот закон, најпрво на почетокот контраверзен е насловот на самиот закон. Ова е на некој начин некое продолжување на претходниот систем, кога зад лоши политики, на политики на уништување и самоуништување, ќе се дадеше некој несоодветен термин. Замислете, законот се вика солидарен данок. Не ми е јасно што е солидарно во целата приказна. Солидарност по принцип, ако отворите речник, тоа значи дека некој доброволно соучествува со нешто и ќе отстапи. Во оваа ситуација солидарен данок, некој солидарно би платил данок, затоа што така тој почувствувал. Меѓутоа во приказнава нема ништо солидарно. Економијата ни е во крах, фирмите ни се во крах, пазарот со пари, спомнав, е прескап, фирмите за да земат кредити треба да се задолжат со големи каматни стапки, квалитетната работна сила во државата ја снемува, едноставно граѓаните на Република Македонија ја напуштаат државата и во такви околности фирмите се борат да преживеат на меѓународна светска сцена. Во таа борба некој и воведува нов данок. И ова законот на данокот доаѓа како унакажување на целата постапка. Ке испаде дека фирмите солидарно се согласуваат со нешто, иако комората, фирмите јасно, гласно кажаа дека не се согласуваат со ваков тип на даноци. Причината за носење на законот, и таа е контраверзна. Во текстот на законот се наведува дека со парите ќе се покрие дупка која настанала со енергетската криза. Тогаш јавно прашувам, дали владата ќе ретерира и ќе се извини на македонските граѓани затоа што цело време труби на телевизија дека владата им ги плаќа сметките и ја субвенционира електричната енергија. И сега што правиме? Испаѓа дека немате пари за тие субвенции и дека сметката ќе ја платат фирмите. Дека вие не сте способни да ја менеджирате енергетската криза и дека сметките, крајните сметки, ќе си ги плаќат граѓаните, затоа што и нивните сметки за струја се зголемени, а остатокот ќе го плати стопанството преку нови даноци и во оваа ситуација така наречениот солидарен данок.
Значи, ако владата во еден момент е фер, ако го изгласат, а ќе го изгласат овој закон, пошто оди со европско знаменце на брза трака, без да се може да се интервенира во законот, без да може да се отвори широка дебата, без да се сослушат сите страни во приказната, значи владата ќе го донесе овој закон, собранието ги има тие 61 пратеник што гласат се и се што, и очекувам владата вечер да излезе и да каже: се извинуваме, владата не ви ја субвенционира сметката за струја. Тоа ќе ли го направат фирмите, ние направивме данок кој го крстивме солидарен данок и во суштина ќе земеме пари од фирмите, од тие што имаат, иако се многу малку на број, ќе иземеме пари од нивната добивка, место тие да ја инвестираат во бизнисот, онаму каде што е планирано, непланирано ќе иземеме пари на фирмите и ќе ви ја покриеме сметката за струја. Тоа ли е политиката на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ? Колку фалби се наслушавме? Помош на државата за сметки за струја. Барем, ако не се извините на граѓаните, немојте да продолжувате со вакви лоши реторики. Не ви поминува веќе ништо. На ребаланс, овде беше и премиерот, има и стенограми, не ги извадов, премногу седници имаше денес и комисии. Јавно постави прашање, дали ќе се зголемуваат даноците и дали ќе воведувате нови даноци затоа што државата ви е во економски и финансиски колапс. Одговорот беше не. Не знае што збори опозицијата, го плашиме народот, го плашиме стопанството, ги плашиме фирмите, државата е топ, буџетот е топ, далеку сме од банкрот, пари имаме за се и се и што испаѓа сега? Кој бил во право? Дали ние што зборевме дека економско-финансиската состојба во државата е катастрофална, или владата која викаше нема нови даноци? Еве нов данок. И тоа не помалку ни повише сакате да земете од добрите фирми 80 милиона евра, кој патем ги земате со неуставен закон. Не можат законите да важат наназад. Тоа е основно правило во правото. Ние, односно вие, господа од власта, носите закон кој ќе важи за ланскиот снег, за ланската година. На кој начин да ги планираат фирмите, на кој начин стопанството да го планира своето работење, кога апсолутно непредвидливост во даночната политика демонстрира оваа власт. Значи, ова е упад во тоа што малку е останато добро од македонското стопанство, се со цел да се собере пари. Целата приказка е на ниво на арач, брутално влегување, земање, затоа што тоа им се може на овие од власт. Затоа што државата е дојдена до таму, дури и пред избори да морат да ја полнат државната каса, затоа што нема пари. Како ќе го објасните овој данок на пензионерите кои ветувате приказки дека ќе ги зголемите пензиите? Па кажејте и дека лажете. Кажејте и дека немате пари ни сметките за струја да ги покриете, дека сте дупки ваму, таму во буџетот, наместо да ги лажете дека пред избори ќе им ги зголемите пензиите. Или тоа ќе го направите адхок пред избори, па после ќе правиме муабет. Како претходните избори што беше со струјата. Го пролонгиравте скапнувањето на струјата, за после избори да се качи струјата, цената на струјата. Ова се типични манипулантски политики на владата на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз. Ми завршува времето, овде може да се зборува со денови, меѓутоа ова не допира до власта. На нив им се битни парите. Парите им требаат за криминал. Благодарам.
Бидејќи исцрпена листата